имаме организирано тимови кои што се состојат од доктори и од сестра. Патуваме секој ден, се менуваме, значи сме повеќе колеги, секој ден е за различен колега. Значи ни почиња од 8 сабајле, доаѓаме до местото каде што треба да работиме, ги прегледуваме жените. Се испраќаат после тие на анализи и така, значи тоа е како да кажам, ден во мобилна амбуланта. Значи сега се наоѓаме се уште во време на пандемија и да кажеме ограниченост, односно недостапност на услугите од сексуално и репродуктивно здравје е всушност тоа што не натера да се мобилизираме, значи да клиниките ги направиме мобилни, да одиме на терен, да жените не доаѓаат, со тоа се намалува ризикот и од пренос на инфекции, меѓутоа и се подобрува нивното здравје. Значи станува збор за активности чија што цел е зголемен пристап на сите жени пред се од рурални средини, ранливи групи, на превентивни прегледи со цел рано откривање на ракот на грлото на матката. Сето ова не ќе беше можно без партнерството со Македонската асоциација на гинеколози, акушери, Македонското лекарско друштво и секако Организацијата на Црвениот крст, кои што се клучни партнери во различни чекори од овој процес. Нашите волонтери го поставија шаторот кој е придружен дел на амбулантата, а работеа и на подигнување на свеста кај локалното население за потребата од редовни прегледи за рак на грлото на матката. Ние имаме, за жал, се уште нерегулирана бројка, односно многу висока бројка на цервикален карцином, а исто така и на карцином на дојка и на другите генитални органи, затоа што ова превенција, овој скрининг и претходно не се обавуваше скроз, да кажеме, со опфат на сите жени. Тие превентивни прегледи се многу битни и во сите развиени земји кои што имаат организиран скрининг за рано откривање на цервикалниот карцином, значи нивната инциденција и морталитетот овој карцином е значително намален. Значи имаме активности, Министерството има активности за скрининг на карцином на дојка и за скрининг на карцином на грло на матка, меѓутоа голем дел од жените, негде преку 40%, не се опфатени нити со матични гинеколози, нити со овие скрининзи и за жал доаѓаат многу доцна. Овие региони и пред COVID-19 пандемијата немале достапен гинеколог и со тоа практички начинот на кој што се оди овој проект, значи да се покрие таа популација која што не има достапен доктор, е со добар ефект. Да успеете да откриете карцином во рана фаза и со едноставна интервенција да го истретирате е многу подобро отколку да го откриете во касна фаза, да примате многу скапи лекови или воопшто да не постои начин да вие се излечите од тој карцином. Сега кога гледаме дека потребата е огромна, дека има интерес, работиме на изнаоѓање на дополнителни модалитети и средства како овие мобилни гинеколошки амбуланти да останат во функција и понатаму и како да го прошириме, да кажам, полето на работа со тоа што повеќе ќе се доближиме до оние најмаргинализирани заедници со цел да се осигураме никој да не биде изоставен.